Таа е извор од душата. Таа е радост, таа е љубов. Песната им прилега на сите емоционални состојби. Затоа е вистински пријател кој никогаш не изневерува. Оваа емисија е посветена на еден ангелски глас со раскошна музичка нарација. Еден глас кој воздига и плени, глас кој прекрива и топли. Тоа е гласот на Маргица Антевска. Voleži moito liber i vo mene tažno gleda. Tažno mi je ova srce, pokraj nego nebo seda. Bledu si žena tiho, da li ima nadeš praša? Što li majko da mu kažam, kako nego da go lažam? Smiluvaj se sino nebo, zašto se ga mimo kradeš? No za Bozgrad, sugo moja, ništo nećam da mi dadeš. Smiluvaj se sino nebo, zašto se ga mimo kradeš? No za Bozgrad, sugo moja, ništo nećam da mi dadeš. Leži moj poliber, tiho tečak solzi vredi. Seke storam, mili Bože, samo nemoj mene deli. Ker se molam se do nebo, celi noći, celi zori. Čuvaj mi go mojto liber, duša vas za nego goni. Smiluvaj se sino nebo, zašto se ga mimo kradeš? No za Bozgrad, sugo moja, ništo nećam da mi dadeš. Smiluvaj se sino nebo, zašto se ga mimo kradeš? No za Bozgrad, sugo moja, ništo nećam da mi dadeš.
Пијанството е создадено за правење глупости. Трезвеноста е создадена за каење, за жалење за глупостите. Тоа е лекција која боемите никогаш нема да ја научат. Виното и песната понекогаш е сон од кој боемите никогаш не сакаат да се разбудат. Нелудово и брејоване е песна која на некој начин ја одбележа пејачката кариера на Маргица Антевска. Еден милозвучен лирски глас, полн со емоција и патина, ги споделува маките со боемот. И како што ноќта се претвара во ден, и како што сонцето ги растрга облаците, така и од пепелта на тагата никнува среќата. Изговарањето на библиското име Јован во семејството на Маргица Антевска носи најголема радост, бидејќи тоа е името на нејзиниот внук Јован, тоа е името на окото бабино. Маргица Антевска Кумановка, родена во Битола од мајка Цвета Велешанка и татко Трајко.
Со песна е задоена од двајцата родители, бидејќи и двајцата биле извонредно надарени и активни песнопојци. Мајката била хуварски уметник, учесник на најзначајни хуварски манифестации ширум Југославија, додека татко и по професија бил театарски, сценски работник, а хоби му била песната и актерството. Човек кој му се радувал на животот, а среќата и љубовта секогаш ги спојувал со песната. Таа љубов и дарба потоа се прелеала и на неговата ќерка Маргица и на целото поколение. Mnogo nežna, imaše za sekoj vreme nasmevka i dobar zbor. Da nikade go nema, znam, zborov što roni duša, što reče tatko, sine, dobro je. Obnovi od života vam del, o Bože, samo mi, jedini. Da bakna mraka tatkova, ko nežna preglatka, majka da stara sofra da sme zbrani, titko duša da im kaže mnogo hvala. Kako сега da je gledam, pred mene vo dvorci stoji, cvetva kosa da mi pleti, blagoslov za srećen den. Što do majke se vrati, zamor obraz mu kroji, no od oči ljubov, sine, dobra noć. Obnovi od život da vam del, o Bože, samo mi, jedini. Da bakna mraka tatkova, ko nežna pregratka, majka da ne zgre. I dom pak da bide topol, na stara sofra da sme zbrani, titko duša da im kaže mnogo hvala. Od mojeg život da vam del, o Bože, samo mi, jedini. Da bakna mraka tatkova, ko nežna pregratka, majka da ne zgre.
Мирисот и магијата на сцената Маргица Антевска ги осознава уште од најмали нозе, кога нејзиниот татко честопати ја носел со себе на работа во Кумановскиот театар. Во нејзините тинејџерски години таа е членка на хорот при основното училиште Крсте Мисирков, како и во гимназијата Гоце Делчев, а во студентските денови и во академскиот хор Мирче Ацев под диригентска палка на Драган Шуплевски. Во 1970 година Македонската радиотелевизија за потребите на Скопскиот фестивал на забавни мелодии во Куманово ќе спроведе аудиција на млади и талентирани пејачки имиња. Членовите на комисијата, на чело со Димитар Масевски, биле одушевени од големата музичка дарба на Маргица Антевска и истата година таа ќе настапи на Скопскиот фестивал со песната "Кога еднаш ќе се влюбам" од композиторот Љупчо Константинов, со кого понатаму ќе започнат плодна музичка соработка. Особено успешна е нивната соработка во телевизискиот проект "Опеана вечност", каде што Љупчо Константинов се појавува како композитор, а Маргица Антевска со неверојатна сензитивност и вдаховеност ги исполнува песните "Ќе се сторам еребица" и "Нани, нани Димчо".
golem da porasneš, junak da mi bideš. Почетоците на Маргица Антевска се поврзани со забавната музика. По успесите кои ги постигнува на Скопскиот фестивал, таа добива покана да учествува на аудиција за млади таленти на Радиотелевизија Белград во Белград, каде што бива избрана за учество во мамутската серија Максиметар, во која што како водител се појавува легендарниот Драган Николич. После неколку месеци над преварување, Маргица Антевска го освојува третото место. Потоа се нижат понуди за настапи, телевизиски проекти и гостувања, фестивалски учества и успеси. На фестивалот Опатија за избор на песна на Евровизија, Маргица Антевска учествува со групата Буми, а заедно со Марина Пухарич учествува и на Белградскиот фестивал на избор за Евровизија. Во тоа време Скопскиот фестивал за забавни мелодии не можеше да се замисли без Маргица Антевска. За неа пишуваа големи авторски имиња, како Љупчо Константинов, Запро Запров, Љубомир Бранџолица. Во сон го слушам мили пијаното, мислам на тебе, кај си сега. Од мојот спомен Шопен навира, само ние сме два морски брега. Кажи дали постоиш, дали љубиш, дали како јас сам си патиш. Веќе ликот полета ми го пути, нема никогаш ја се вратиш. Во овој живот посопатила, ти ми одлета како младо. Зар уште, душо, не си сватил ти за нас двајцата нема радост? Кажи дали постоиш, дали љубиш, дали како јас сам си патиш. Веќе ликот полека ми го губиш, нема никогаш да се вратиш. Ке се стора. Мудрецот рекол: семејството е како гранки од дрво. Сите растеме во разни насоки, но нашето стебло е едно. Нашите корени се исти. Од корените доаѓа нашиот еликсир на животот, нашата сила, нашата стабилност. Ако не ги негуваме, ќе венееме. Ако ги исечеме, ќе се исушиме.
Семејството е место каде животот почнува, а љубовта никогаш не завршува. Кариерата на Маргица Антевска во народната музика почнува со лирски семејни песни. По една средба со големиот автор на новосоздадени песни Миодраг Божиновски, Маргица Антевска одлучува нејзината пејачка кариера да ја продолжи во народната музика. Плодната соработка со Мичо Божиновски ќе започне со една од најубавите негови песни, Ој туѓино, која беше изведена на Фолк Фест Валандово во 1991 година. Гневот е отров во човековата душа. Бесот е нескротлив. Лекот за се е љубовта. Љубовта ги прекрива сите гревови. Таа не признава граници, таа не препознава препреки. Маргица Антевска со својот ангелски глас, со своето прецизно движење по нотите, суптилниот израз, нијансиран со бои на емоции, плени, облагородува, воздига. Во сите нејзини песни, а особено во песните испеани на фестивалот Серенада во Битола, таа ткае музички дела, музички килими со 1000 лирски нишки,
нишки од љубов, радост, носталгија. Таа и не раскажува приказни, нејзиниот израз е како да ги доживува, како да ги преживува тие приказни. Една идеја или вера вели дека не постојат случајни настани, дека некој одгоре гледа се и дека ги дотерува работите во служба на луѓето. Маргица Антевска неслучајно беше избрана во големиот телевизиски серијал насловен како Волшебна китка на големиот авторски тим Љубе Цветановски сценарист, Благоја Марковски режисер, Миодраг Божиновски композитор и Љупчо Константинов композитор. Емисијата Песната на ангелот
од истиот серијал беше одликувана со највисока награда на фестивалот на југословенските радиотелевизии во Неум во 1990 година. А токму во таа емисија, гласот на Маргица Антевска прозвучи како ангел, како приказ, како представа, како глас и појава на Богородица.
Не постои песна, поезија, која може да се вивне до висина до која ќе допре љубовта. Затоа по таа планина, по тој врв наречен љубов, вечно ќе се качуваме. И затоа љубовта е вечна тема на уметноста, на песната. А песната што ќе ја испее Маргица Антевска е вистинска и висока уметност. Незиниот глас допира до сите срца, нејзината умешност си игра со музичките стилови. Послушајте ја следната песна и веројатно ќе се согласите дека не само што потсеќа, туку и ги надминува најдобрите медитерански гласови. Патриотизмот е љубов, гордост, самопрегор, упорност, жртва, неуништив пиреј, оган кој не догорува.
Ако љубовта кон татковината замре, тогаш и државата мора да умре. Маргица Антевска со голема љубов и самопрегор ги пее родолюбивите песни. Незиното учество на фестивалот за родолюбиви песни Гоце Фест е речиси редовно. И секогаш со вистински пораки, песни кои изразуваат голема љубов кон татковината, песни кои ја овековечуваат историјата. Некој случајно, ако ја прашал султана мајката, Гоцева и наша, дали добра мајко во Гоцета биде, дека чудо човек од него ке биде. Тажна што е жива, веројатно само спумото и кротко би кренала рамо. Мило мое, не знам, но се мислам дека ме сакаше многу и многу го сака. Ако има љубов, тука нема лага, тој за себе мора да остави трага. Не можеше Гоце, убав мој и свиден, дури и да сака подруго да биде. Со пукнато срце смртта му ја сваќам, тој што љуби силно со себе си плаќа. Убав тојна мајка сутеше до љубов, но мигна во време немило и грубо. Еднаш, само еднаш, нема што да дам. Го прашав ли мисли да донесе снам? Ме погледна малку, чуден што го прашав. Јас веќе сум венчан со земјава наша, еве сега слушам и песни му пеат. Ме изгоре мене, земјата ја згреа. Ако има љубов, тука нема лага, тој за себе мора да остави трага. Не можеше Гоце, убав мој и свиден, дури и да сака подруго да биде. Со пукнато срце смртта му ја сваќам, тој што љуби силно со себе си плаќа.
Вера како силна, непоколеблива верба во нешто. Надеж како помисла за мир и милост, складност и среќа. Љубов како фундамент, како обединување, како обстанок. Тоа е значењето и символиката на трите збора, но и трите имења, вера, надеж и љубов, на светите маченички кои живееја и страдаа за верата Христова. Нивната мајка по име Софија, по значење мудрост, со голема болка ги крепела своите ќерки да ги издржат измачувањата и страдањата до крај, велејќи им: Вашиот небесен љубител Исус Христос е вечно здравје, неискажлива убавина и живот бесмртен. И кога вашите тела ќе бидат во маки, Он ќе ве облече во нераспадивост, и раните на вашите тела ќе светнат на небото како звезди. Македонската народна лирика или народната елегија до мистификација ја воздигаат верата, надежда и љубовта кон Бога, кон Христа. Песната «Со маки сум се родила» е само една мелопоетска слика на нешто исконско кај македонскиот народ. Ако таа излезе од гласот, дахот и продуховеноста на Маргица Антевска, тогаш среќата е неизмерна. So